Добро вечер. Недела 22 часот, јас сум Васко Ефтов, во емисијата во Центар на YouTube. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи. Зошто? Бидејќи во наредните 45, 50, а може 65 минути, нели како они скеча што го прават за мене, вие имате право да знаете вистината. И вие, и јас имаме право да знаеме вистината. Што човек да кажи после последната емисија? Беше земјотрес направен. Емисија која направи земјотрес на македонската политичка сцена. Поминаа 3 дена, уште не стигнуваат коментарите во врска со таа емисија. Се споделува, се коментира, се фали или се навредува. И тоа е заштитен знак на сите емисии кои прават земјотрес на политичката сцена. Предизвикуваат буран, лавина на емоции, некој ве фали, некој ве напаѓа. И после таква емисија, еден месец не треба да снимате ништо, бидејќи што друго може да кажете после на таква емисија. После на таква емисија, кога разголувате се што се случило на изборите на 17 октомври. На некој тој ќе му се допаѓа, на некој тоа нема да му се допаѓа, некој ќе биде во еуфорија, победува, растура, сега се неговите 5 минути, сега се она што молчел, ќутел 2 или 3 години треба да го истори, како одредена кофа полна со смет, да ви го истори на глава, да ве навредува, да му омажува и така натаму. Васе што пишуваш, дали си на дрога, ќе добиеш инфаркт и така натаму, мозочен удар. И тоа се фрустрации кои се секогаш присутни кај одредена популација или една група на луѓе, кои преку победа на нивната партија на изборите всушност гледат единствена шанса да успеат во животот. Со што друго ќе успеат? Ќе завршат факултети, ќе завршат школи, ќе направат нешто, ќе седнат да работат? Не. Чекат партијата да ги вработи, да ги стави во 2 или во 3 управни одбори, да добиват пари, клата и врата, или клата и врата, зема и плата, и да уживат. Да имат истетовирано Александар Македонски, да се против договор со Бугарија, а добиле бугарски пасоши. И тие луѓе сега ви оконтаминираат просторот. Не сега, изминати 10 или 15 години. Во комунизмот тие луѓе молчеа, бидејќи во комунизмот беше срамота некој кој толку малку знае, толку многу да збори. Меѓутоа изминатите 10-15 години тие луѓе се охрабрија. Тие стана авангарда на социјалните мрежи. Тие диктират правила на однесување. Тие се вградени во хистеријата. Тие се мокни, тие доаѓаат, напаѓаат, навредуваат, омаложуваат, плюкат и така натаму и така натаму. Имате две можности: да подклекнете пред тие луѓе или во лице да им кажете: дечки, вие не сте во право. Само во една ненормална држава, држава која е контролирана од една ненормална хистерија, вие може да бидете битни и важни. Во било која друга држава, никој нема да води сметка за вас. Никој нема да ви посветува внимание. Односно, ќе посветува внимание така што ќе ја нормализира државата. Ќе направи нормална држава како што е во Германија. Одете во Германија, правете го тоа. Ќе ве снема на социјални мрежи за 2 дена. Одете во Германија, дивеете на изборите вака како што дивеете во Република Македонија. И од едната и од другата страна на Вардар. Едните пукаат со калашникови, вторите со колона, со сирени, слават, прават и така натаму. И така натаму. И тоа е амбиентот во кој живее Република Македонија. И кога јас говорам за нормализација, говорам токму за тоа. Знаете, многу е мала разликата помеѓу нормализација и национално предасо. Тоа ќе се обидам да го објаснам во оваа емисија, бидејќи во однос на претходната емисија ви имавте 2 замерки. Резултатот на ВМРО-ДПМН и што значи нормализација во Република Македонија. Ајде во продолжение на емисијата за почеток да се обидам да објаснам што значи нормализација на Македонија и што значи резултатот на ВМРО-ДПМН на овие избори. ВМРО-ДПМН победи на изборите. И по 3 пат јас им честитам на победата на ВМРО-ДПМН. Да, сум правил проценка дека Христо Мицкоски нема никош да победи и сум ги правил тие проценки врз база на бројките, врз база на анкетите, врз база на анализите. Вие кога ги погледнете бројките на овие избори, ВМРО-ДПМН победи со најлошиот резултат во својата историја. Има една од најубедливите победи во својата историја. Ако ги гледате резултатите на советничките листи, при тоа Скопје да не го броиме 2 пати, знаете во Скопје се гласа 2 пати. Една се гласа или еднаш гласате како жител на аеродром, жител на Карпош, жител на Чаир или не знам, жител на Кисела вода и исто време гласате како граѓани на Скопје. И вие не може вашиот глас да го броите 2 пати. Го броите или како глас даден во Скопје или го броите како глас даден во аеродром или во Кисела вода. Значи ако го броиме вашиот глас само еднаш, ВМРО-ДПМН осве некаде 392.000 гласови на советничките листи.
СДСМ освои 337.000 гласови на советничките листи. СДСМ е некаде близу до резултатот на Владо Бучковски, значи со некој сличен резултат, околу 340.000 гласови, Владо Бучковски ги изгуби изборите 2006 година, а ВМРО последните 20 години немало полош резултат на било кои избори. Лјупчо Ѓоргиевски убедливо паѓа и е поразен изборите 2002 година со 299.000 гласови. Значи некаде 7.000 гласови повеќе од советничките листи или гласовите на советничките листи со кои победи Христијан Мицкоски. Па и самиот Христијан Мицкоски во својот мандат имал 320.000 гласови во првиот круг на претседателските избори за Гордана Селјановска и некаде 315-317.000 гласови на парламентарните избори минатата година. И при тоа, ако вие ги додадете сега гласовите на Солза Грчева, гласовите на Делна Интегра, гласовите на Петар Богојевски кој не излезе на гласање, можеби неговите членови и симпатизери гласале за СДС, можеби гласале за ВМРО ДПМН, не се направија ниту едни советнички листи од десниот политички кампус. Имавме еден процес на прелевање на гласови на левица на контото на ВМРО ДПМН, значи дека Христијан Мицкоски има загубено 340.000 гласови, меѓутоа и покрај таа загуба на 30-40.000 гласови има остварено една од најубедливите победи на изборите во последните 30 години. Многу еклатантен е примерот во општина Аредо, каде што Тимчо Муцунски прави растур систем против Александар Филиповски и го поразува со 400 гласа помалку од гласовите со кои Ивица Коневски беше катастрофално поразен на изборите 2017 година. Или имате Даниела Арсовска, кој има освоено 20.000 гласови помалку од Коце Трајановски 2017 година, и води и е фаворит да победи на локалните избори во градот Скопје. Тоа се бројките на ВМРО ДПМН. И вие нема што да додадете или да одземете на тие бројки на ВМРО ДПМН. И сега оние приказни типот Сашо Мјалков ги финансирал. Тоа се вистини. Или Орце Камчев ги финансирал. Или Никола Груевски им помага. Па што им преостанува на тие луѓе? Сашо Мјалков веќе осуден на 20 години во прва фаза на судската постапка. Орце Камчев повеќе од пола година се наоѓа во притвор во Шуторизери. Никола Груевски безмалку 4 години се наоѓа во Будимпешта. Тоа се милионери, да не речем милиардери, луѓе кои 11 години беа власт во Република Македонија. Тајни служби, пари, олигархи, така натаму и така натаму. Што ќе прават со тие нивни пари? Што ќе му вредат тие стотици милиони евра на Сашо Мјалков или мери од хотелот на Сашо Мјалков ако остане наредните 20 години во притвор? Или остане наредните 20 години во затвор? Тоа велам, тие луѓе направија се што им стои на располагање. Да, ги ставија своите лични интереси пред интересите на државата, меѓутоа кога тие луѓе размислувале за интересите на државата, дали вие ќе направите 100 милиони евра или 1 милиарда евра ако размислувате за државата, ако размислувате за граѓаните, дали олигархијата ќе ги приватизираше предпријатијата ако размислуваше за граѓаните? Не. Тие се себични луѓе кои секогаш личните интереси ги стават пред интересите на државата. И нормално е во такви околности вашите пари, вашите врски во надземје, во подземје да ги ставите во функција на партијата која ќе победи на избори, дали е тоа СДСМ, ВМРО, небитно, во конкретниот случај ВМРО ДПМН, партијата која ќе победи на избори и која ќе ви овозможи вие да се спасите од притвор или затвор. Нема ништо пологично од тоа. И тоа се случи сега на изборите. Затоа нема фира гласови ке ВМРО ДПМН. Тоа не значи дека ВМРО ДПМН нечесно победи на изборите. ВМРО ДПМН си победи честно на изборите. Тоа што ВМРО ДПМН покажа многу повеќе пари 2021 година како тешка опозиција во споредба со 2017 година или во споредба со 2016 година кога беше власт во Република Македонија, тоа е прашање за анализа. Кој све има вложено пари во ВМРО ДПМН? Даниел Арсовски е почесен конзул на Република Унгарија. Па имате партии во опозицијата како Левица, кај што има шпекулации дека се разни руски пари. Па имате турски пари кои се влезени не ке ВМРО ДПМН, неке други помали политички партии од власта или опозицијата. И ви имате во моментот класична победа на Виктор Орбан, Тајип Реджеп Ердоган и одредената руска структура на Балканскиот полуостров и тие победи на изборите во Република Македонија. Имате анализа на ИФМС. Прочитете анализата на ИФМС, таа од 14 октомври, значи 3 дена пред изборите. И ако речете дека ИФМС е близок или блиска структура или невладена организација на СДСМ, па 2018 година истиот Христијан Мицкоски беше учесник на предавање или на тркалезна маса на ИФМС. ИФМС проценува дека Сашо Мјалков и Орце Камчев и Никола Груевски со помош на Виктор Орбан и Реджеп Тајип Ердоган ќе вложат пари
во победа на опозицијата на овие избори. Бидејќи тоа е единствен начин како тие да се спасат. При тоа, таа нивна анализа ја стават во контекст и Вилма Русковска, јавната обвинителка, дека била замешана во случајот и со Сашо Мјалков, како што пише ИФМС, јас немам такви информации, само цитирам, тоа е објавено. Може да ја пронајдете анализа и да видите, да прочитате анализата на ИФМС на социјалните мрежи или на нивниот сајт, дека 2020 година, како што пише ИФМС, во некоја кафана во Скопје имало средба помеѓу Вилма Русковска и Сашо Мјалков, дека Вилма Русковска, иако не е вклучена во тој процес, се интересирала за судските процеси поврзани со Јордан Орце Камчев. И анализата на ИФМС е дека со помош на Вилма Русковска се правеле одредени упади во одредени судски процеси. Па вие го имате Стефче Јакимовски. Стефче Јакимовски, мој пријател, јас се обидам многу да не го спомнам во некој негативен контекст во кампањата. Но тоа што се случи сега во општина Карпош, па тоа е референдум. Кај што вие гласате на референдум, дали ова правна држава е хунта, режим, кој ги суди и осудува или ги држи во домашен притвор невино осудените луѓе од претходната власт, или правната држава ќе биде исклоцана и изгазана од луѓето кои биле учесници во претходниот режим кои што го рушиле со шарена револуција. Вие не можете да бидете и партизани Црвена звезда. И Стефче Јакимовски тоа го прави. Стефче Јакимовски преку овие локални избори сака да покаже, па тоа му го поставам како прашање и во интервјуто пред 3 или пред 4 недели. Одете погледнете го интервјуто, кај што велам, дали вие преку овој ваш настап или ова ваша кандидатура да бидете повторно градоначалник на општина Карпош, сакате да покажете дека судскиот процес против вас е неважечки, дека тоа освета, дека тоа освета на хунтата или на режимот. Замислите Стефче Јакимовски да победи во Карпош. Тоа Стефче Јакимовски со право ќе каже дека бил неоправдано суден, дека бил неоправдано ставан во домашен притвор, дека народот и граѓаните му веруваат. Па ако му веруваат народот и на граѓаните на Стефче Јакимовски, кој бил во домашен притвор и кој бил неоправдано осуден, тогаш ќе му верувате на Јордан Орце Камчев, ќе му верувате на Сашо Мјалков, ќе му верувате на Никола Груевски. Гледате, во општина Карпош ви имате референдум. Тие луѓе се неоправдано осудени или правната држава оправдано ги осудила. Значи, правната држава нормално функционира или правната држава е хунта и режим. Тоа е ваша одлука, тоа не е моја одлука. Ја живам во општина Аеродром. Во општина Аеродром еден глас дојде да се продава по цена од 65 евра. Гласот во Аеродром бил секош 10-15 евра, која била изедначена утакмицата или која била изедначена изборната трка, стигало од 15 до 20 евра. Сега стигна во одредени делови на општина Аеродром до 65 евра еден глас. Александар Филиповски е милионер, да не речем милиардер. Кога ќе погледнете семејното стебло, неговиот чичко Илија Филиповски е дел на она Римако групација на Ристо Гуштеров. Бил вице-премиер во последната комунистичка влада на Глигорije Гоговски. Па бил министер за економија во влада на Бранко Црвенковски. Па бил председател на градска организација на СДСМ во време на Бранко Црвенковски. Значи направиле пари и пари. Татко му го има направено најголемиот митинг во историја на Република Македонија. Повеќе од 200.000 луѓе протестираа во Скопје за правата на нашите малцинства или нашите сонародници во Бугарија и во Република Грција. Значи, тој милионер беше прегазан од Тимчо Муцунски, со пари, со организација, со финанси. А и ке речете дека СДСМ не функционира. Дека секретарот на партијата или шефот на изборниот штаб лошо се завршил работата. Меѓутоа со пара беа растурени. При тоа Александар Филиповски ја почна кампањата 10 дена пред Тимчо Муцунски. Значи, Тимчо Муцунски со застанување од 10 дена, со пари на терен, покажување на разни полициски, подземни структури, Ивица, Комшија, Коневски, плика се делеа на луѓе што учествувале во договарањето во хотел Русија. И го растурува Александар Филиповски. И вие нема што да замерите тука. Тоа не е фалсификат на изборите. Тоа е самоодреден политички и социјален инженеринг. Тоа е стратегија. Тоа ќе оправи власт или ќе оправи опозицијата или ќе оправа двете структури. Кој е тоа поумешно го прави во Република Македонија, таа ќе победи на изборите. Власта покажа некапацитетност да направи таков политички инженеринг. Опозицијата покажа за нијанса поголема капацитетност и убедливо победи на изборите. И по четврти пат јас им честитам. Ова што го кажем, ова што го анализирам, тоа не значи дека мене ми смета резултатот на опозицијата. Работа на секој аналитичар е тоа да го анализира. Бидејќи ако имаше едно огромно општествено незадоволство од владењето на Зоран Заев, од промена на името, од преговори со Бугарија, па што не оказнивте Зоран Заев на изборите 2019 година? Победи Стево Пендаровски. Што не оказнивте Зоран Заев на изборите 2020 година?
Победи некаде со 15.000 гласови разлика во однос на Христијан Мицкоски. Што го казнувате Зоран Заев на локални избори? Па вие на локални избори не гласате за име и за презиме. Вие на локални избори гласате за нешто сосема друго. Ајде да прифатиме дека во Аеродром, во Кисела вода биле лоши градоначалници. Меѓутоа, оној градоначалник во општина Кочани, па веројатно тој е најдобриот градоначалник последните 30 години во Република Македонија. И тој едвај за малку не победи во првиот круг, сега оди во втор круг. И сега во Кочани, во Скопје, во Куманово, во Охрид имате битка до истребување, притоа битката не е помеѓу ВМРО, ДПМН и СДСМ. Битката е помеѓу две структури на СДСМ, едната предводена од Бранко Црвенковски и тие подземни структури предводени од Бранко Црвенковски, и битката е против овој официјален СДСМ. Затоа ние не ги гледавме тие трендови. Затоа ние не ги гледавме тие тенденции. Затоа СДСМ беше неотпорна да се соочи со тоа, да се справи со тоа, бидејќи некои од внатре, луѓе кои им се внатре, со кои секојдневно пијат кафе, работеа против СДСМ. Има одредена анализа дека некаде помеѓу 20-30% од членовите на СДСМ кои се вработени во државна администрација не излегле на гласање. Може би точно, може би не е точно. Ова информација ја добиено од човек кој се разбира во тие работи, кој се разбира во тие процеси и кој располага со тие информации. Ќе треба штабот на СДСМ да излезе со официјални проценки дали е на вистина 20 или 30% од нивните членови кои се вработени во државна администрација не излегле на гласање. Ако тоа е точно, тога шефот на изборен штаб не треба да чека. Вчера требаше да поднесе оставка, а не по завршување на изборите. И тоа е суштината на изборите кај нас не се случи на 17 октомври. Уште еднаш повторувам. Честито победа на ВМРО да помене. Тие се власт сега. Власт во еден голем дел на Македонија. Локалната самоуправа во нивни раце. И партијата во период од 3 или 4 години од партијата која со случајот Талир требаше да биде затворена, да биде пуштена низ вода, да биде прогласен стечај, да помине некоја турбулентна постапка како што поминува ХДЗ во Хрватска, партијата се враќа на власт. Односно се враќа на локална власт. Иако добро ги наместат коцките, може да се врати и на централно ниво на власт. Значи, велам, во 3 години партијата од еден изгубен случај успеа да се врати. Јас им честитам за целата таа операција. Без разлика кој стои за таа операција. Знаете, вие правите торта, тоа што го кажав минатиот пат. Од тоа со што располага, тука имате банани, правите торта од банани, ако имате вишни, правите торта од вишни. Овие има на располагање Орбан, има делови на руски одредени структури, има одреден српски свет, некоја прекјутна или премолчена помош на одредени српски структури во Република Македонија, надвор од Република Македонија, одреден уплив на средства и пари на Реджеп Тајип Ердоган и победени изборите. И јас по 5 пат им честитам на таа победа. Има една порака до мојот пријател Стефче Екимовски. Сакам да победи Стефче Екимовски, бидејќи знам со каква енергија влегува во изборната трка во општина Карпош. Затоа кога почне изборниот процес за овие локални избори, првиот гостин што беше поканет во мојата емисија беше Стефче Екимовски. Бито како на пријател би сакал да му упатам една порака. Немаш потреба да правиш коалиција со разно разузнавачко поземје. Немаш потреба да правиш коалиција со застава филм, па да те снимат како пиеш кафе со него во Плей кафе, како пиеш кафе во Зебра. Немаш потреба да ја контаминираш твојата евентуална победа со тоа што ќе им доложиш на овие инсталации подземни во разузнавањето во Република Македонија. Бидејќи тоа не е модел и начин како да се победи на одредени локални избори. Победа и пораст на локални избори е нешто нормално во животот. Но ако станете зависни, ако станете должник на ова политичко, на ова криминално или на ова разузнавачко подземје, тогаш нема спас. Тогаш не сте победиле тие, туку победиле тие. Затоа избори на Карпош има за 7 дена. Ке победи СДСМ или ке победи Стефче Екимовски. Кој да победи, ке работи во интересите на граѓаните на општина Карпош. И треба да работи во интересите на граѓаните на општина Карпош. И едниот и другиот не треба да дозволат разузнавачкото подземје да одлучува кој ќе победи во општина Карпош. Тоа е процес на нормализација. Во ненормална држава, во авторитарна држава, во држава која не е членка на НАТО, е дозволено разузнавачкото подземје да биде дел на изборните процеси. Гледате како го контаминира Тимчо Муцунски. Па Тимчо Муцунски без нив ке победеше. Ке се прошеташе на локалните избори во општина Аеродром. Но не,
Тие сака да го контаминираат, па затоа му ги залепија сите овие полициски, параполициски структури, Завишофил, Наке Ќулев, поранешниот советник на Наке Ќулев. Па сега има одредени шпекулации дека Наке Ќулев ќе се враќа како советник, такви се најавите дека се враќа како советник на директорот на Агенцијата за разузнавање. Па полу од нив бе избркани од Агенцијата за разузнавање, бидејќи не може да добијат безбедносни сертификати, а не може да добијат безбедносни сертификати поради XY причини, дали е тоа диво населје, дали се настаните 27 април, така натаму и така натаму. И тие луѓе ви се враќаат сега на голема врата. Па гледате што прави Вилма Русковска за еден од случаите на кандидати за градоначалници во општина Скопје. 2 години го држи тој случај и по 2 години оценува дека не станува збор за штета на државата, туку за имот на корис на човекот кој го има тоа направено и наместо организиран криминал да го тој случај, се враќа во основно најавно обвинителство. Меѓутоа се потрошени 2 години. И ИФМС тоа ви го нотира во нивната анализа, ќе ве молам прочитате таа анализа. Тоа е многу добра анализа, нема потреба тука да ја прераскажам. Или имате Даниела Арсовска. Па тај почесен конзул на Република Унгарија во Република Македонија. Продолжена рака на Виктор Орбан во Република Македонија. И ние постојано правиме одредени анализи и проценки што ќе се случи ако Виктор Орбан ќе изгуби изборите во Унгарија. И нели се ириме или дел од јавноста се ири дека ќе се врати Никола Груевски во Република Македонија. Но ајде да анализираме што ќе се случи ако Виктор Орбан победи на изборите во Унгарија. Шансите се 50-50. Кога некој 10 или 15 години на власт како што е Виктор Орбан во Унгарија, сигурно има 2 или 3 тројански коњи во унгарската опозиција. И кога ќе дојдат клучните битки, ќе ги искористи тие 2 или 3 тројански коњи во унгарската опозиција. Ако Виктор Орбан победи, има пред 2 недели писмо на дипломатскиот совет на партијата Фидес, кој е испратено по сите клучни медиуми во земјите членки на Европската унија. Никој од македонските медиуми тоа не го пренесе. Имате писмо целосно објавено во јутрени лист, хрватски јутрени лист, може да прочитате што пише таму. Дека десната опција во Европската унија е капут, е фалименто, и дека Виктор Орбан ќе обновува десната опција, што значи дека Виктор Орбан ако победи на изборите ќе направи паралелен систем кој ќе треба да се спротистави на оваа групација ЕПП, тоа е групација на десните или на десно ориентирани или на демохристијански партии во Европската унија. ВМРО ДПМН припаѓа на таа групација ЕПП. Го гледавте Доналд Туск кој е прв човек сега на ЕПП кој се појавува на медиумите и на македонски јазик вели гласајте за Христијан Мицковски. Говориме за ЕПП партијата или групацијата која сакаше пред 3 или 4 години ВМРО ДПМН да го исклучи од членство, бидејќи се спротиставуваше на сите процеси за нормализација во наводници на Република Македонија. 3 години потоцна ЕПП преку Доналд Туск на чист македонски јазик се обраќа пред македонските граѓани и ги охрабрува да гласат за Христијан Мицковски, дека ВМРО ДПМН е била реформирана партија. Што нема врска, тоа истата партија на Никола Груевски, само го нема Никола Груевски. Но зошто го прави тоа Доналд Туск и зашто го прави ЕПП? Бидејќи се плаше дека Виктор Орбан ќе формира своја десна групација, каде што влезат одредени мали или поголеми партии од Полска, владеачката партија во Полска. Може би ќе влезе Салвини, може ќе влезат партии од Словачка, може ќе влезе Јанес Јаншо од Словенија и може ќе влезе ВМРО ДПМН од Република Македонија. Ако Виктор Орбан победи на изборите и направи групација која ќе биде паралелна нова групација ЕПП, тогаш ВМРО ДПМН ќе може да одбира помеѓу 2 опции. Ќе оди со Виктор Орбан и ќе напушти или ќе го напушти членството во ЕПП или ќе остане во ЕПП. Во таква ситуација Виктор Орбан, кој располага со една мокна медиумска машинерија во Република Македонија, прито таа машинерија е многу помокна од машинеријата на власта во моментот во Република Македонија. Таму еден цел спектар на портали, каде што Виктор Орбан преку своите инсталации има повеќе од 75% сопственост за тие медиуми. Не знам каква е сега сопственоста во Алфа, беше некада 55%, може со некој процес на докапитализација тоа да е зголемено. Значи со таква сопственичка структура во тие медиуми, вие можете преку ног да ги смените главните уредници и директорите и да водите сосема различна политика. Замислите ВМРО ДПМН, ако Виктор Орбан го побара тоа од нив, да дојдат со него, бидејќи инвестирал човекот 4 години во нив. Зошто некој би инвестирал? Вие ќе победите, ќе му го продадете Мак Петрол или ќе му продадете некоја банка, меѓутоа тој тоа го прави од стратешки интереси, не од бизнис интереси. Тие пари може да ги вложи било каде во светот, може да ги вложи во Дубај и да добие многу поголема дивиденда. Или добие многу поголем капитал, или многу поголема печалба. Тој ги вложува тие пари во медиуми во Република Македонија да има политички бенефит.
Кој ќе биде негов политички бенефит? Македонија да биде партнер или демохристијанските партии од Македонија да бидат партнер на Виктор Орбан во некоја нова десна групација која тој ќе ја формира во таа негова крстоносна војна против групацијата кај што припаѓаш, од каде што е избркан, исклучен неговата суета, тоа не може да го поднеси. И замислите ВМРО ДПМН и Христо Мицкоски речат ние не сакаме да бидеме со Виктор Орбан. Па веднаш целата групација на медиуми финансирани со унгарски пари ќе се свртат против Христо Мицкоски. Па Даниела Арсовска е почесен конзул на Виктор Орбан во Република Македонија. На која страна кој Даниела Арсовска ако победи на изборите во Скопје? Со Виктор Орбан или со Христо Мицкоски? Кој стои за нејзината кандидатура? Кој тоа го финансира? Па пари се вложени тамо. Па вие погледнете на социјалните мрежи, по оние спонзорства кои се дадени на Фејсбук. Тоа се пари и пари. Па власта не може да парира со целата логистика која стои на располагање. Опозицијата покажа пари и пари, брда на пари. Гледате, ајде да предпоставиме дека Мицкоски и ВМРО ДПМН ќе останат со ЕПП. Што ќе прави Левица? Левица во моментот ја води својата стратегија дека те биле левото крило на организацијата. Значи организацијата има две крила, десното крило, организацијата нели која почнува револуционерната борба на 23 октомври 1893 година, организацијата имала две крила. Десното крило било ВМРО ДПМН или ВМРО ДПМН е наследник на десното крило на организацијата, а Левица е наследник на левото крило на организацијата. И некоја радикална групација Левица или некоја радикална групација која Виктор Орбан може да инсталира во врвот на ВМРО ДПМН, одлучи дека ВМРО ДПМН не треба да биде во членство на ЕПП, туку треба да оди со Виктор Орбан. Можете ли да предпоставите каков уплив на унгарски, турски, српски и првенствено руски пари ќе има на македонската политичка сцена? Па тогаш ќе се прави хистерија од се и се што. Не рамковен, не преспански, не бугарски, било кој договор ќе биде проблематизиран. И тоа е проблемот на овие избори. Овие избори нас ни покажа дека тие структури се многу мокни, дека ова влада покаже на класична некадарност и некапацитетност да го разглоби тој модел. Не само да го разглоби, туку да го прати во историјата. Напротив, тој модел се врати од мртвите и ја порази власта на овие избори. И тоа е пораката на изборите. Ако партијата ЛДП на Горан Милевски и партијата Дом на Маја Морачина и нивната коалиција тргнеме на страна, а те тежат некаде околу 25.000 гласови кои го освоја на овие локални избори, сите други партии кои се дел на владината коалиција, ако отидоа независно на овие локални избори, во еден најголем дел се финансирани со пари на Реджеп Тајип Ердоган. И партиите на турците, и партиите на бошњаците, дел на партиите на ромите, и албанските партии во власта или во опозицијата, бидејќи Реджеп Тајип Ердоган бил секогаш контра партијата Дуи и Али Ахмети и секогаш работел на детронизирање на Али Ахмети на партијата Дуи, со пари на Реджеп Тајип Ердоган, кои директно или индиректно владат на парламентарните избори минатата година влегува преку Република Србија, овие луѓе постигна одреден резултат. И кога ќе соберете тие нивни гласови, кога ќе соберете гласовите на БЕСА, кога ќе соберете гласовите на ЛДП или коалицијата на ЛДП и Дом, тога СДСМ на овие избори како владина коалиција без гласовите на ДОС повеќе колку што свој ВМРО да помане. Но да не личам на Христијан Мицкоски од минатата година кој велеше без гласовите на БЕСА тој победил на изборите. Овде не се гласови на БЕСА кои ви се дотурени, ова се гласови на владина коалиција, сосема нормално владина коалиција доди заедно на локални избори. Навистина во време на Никола Груевски Лиле Поповска одеше независна на локалните избори, меѓутоа тоа беше некој занемарлив процес, тоа исто како Максим Димитриевски во Куманово. И кога вие овие гласови на партијата или коалицијата на ЛДП Дом, на овие турски гласови, бошњачки гласови, ромски гласови, гласовите на Максим Димитриевски, советнички листи во општина Центар и така натаму, ќе ги додајте на контот или на бројката на СДСМ победи на овие избори. Прашање на анкети, прашање на анализи, прашање на стратегија зашто тоа не се случи, зашто дозволија едно такво растурање на нивните гласови. Зашто дозволија Бранко Царенковски да им го репризира филмот, сте огледале филмот Керката на генералот. Тоа им се случи сега на СДСМ на овие избори. При тоа генералот е Бранко Царенковски, керката е СДСМ. Ако не сте огледале филмот Керката на генералот со Џон Траволта, погледнете го филмот, феноменален филм, со една феноменална порака. Керката на генералот сега им се случи на СДСМ. Им се случи на овие локални избори. И која скажав дека луѓето на Бранко Царенковски нели работат,
на терен против интересите на СДСМ, вие доаѓавте и велевте дека тоа не е точно, дека нема докази, дека тоа се некои мои шпекулации. Еве една фотографија, скратена е фотографијата, да не се гледат еден пар дечко и девојка кои се тука лево на фотографијата. Но ова фотографија човекот од позади грб личи на Зиедин Села. Човекот кој е во средината Арбен Таравари, а човекот кој е лево е Горан Минчев, главниот оперативец на Бранко Цренковски. Горан Минчев беше генерален секретар на СДСМ во период од 2006 до 2008 година. 2008 година СДСМ го постигна најлошиот резултат на изборите во својата историја. Некаде 220.000 гласови освојува СДСМ на тие избори 2008 година, председател Радмила Шекеринска, генерален секретар и истиот тој Горан Минчев. Во 2 мандата или во 2 наврати е пратеник во македонскиот парламент. Меѓутоа, кога тој се бави со политика, ниту Зиедин Села, ниту Арбен Тарабари не се бават со висока политика. Значи немале коалициони преговори за да има некоја стара дружба или старо пријателство на Горан Минчев со Зиедин Села или со Арбен Таравари. Зашто преговара Горан Минчев со Арбен Таравари и со Зиедин Села? Ние им собратевме и на Минчев и на Таравари. И не добивме никаков одговор. Молк на нашите прашања. Тоа го објавивме на порталот во Центар. Зашто може да преговарат? Па Бранко Цренковски и СДСМ немаат гласови кои ќе им ги стават на располагање во Гостивар. Преговарано е или за Максим Димитриевски изборите во Куманово, или е преговарано за Даниела Арсовски гласовите во Скопје. Зашто друго може да се преговара? Сигурно за изборите во Кочини нема да преговара Горан Минчев и Бранко Цренковски со Таравари и со Села, тамо ќе преговарат со Ванчо Деликатес. Или ќе го замолат Ванчо Деликатес да работи на терен, ако сака да работи Ванчо Деликатес. Или ќе работа со одредени структури од Дебарци, од Слатино во Охрид, за да може да победи кандидатот на ВМРО да помане. Значи Бранко Цренковски ќе работи, ќе располага и ќе функционира со тоа што му стои на располагање. Зашто преговарале Горан Минчев со Зиедин Села и со Арбен Таравари? Која е функцијата на Горан Минчев? Па тој е пензиониран веќе 7 или 8 години од политика. Кој го праќа Горан Минчев? Знаете, вие треба да кренете телефон, па градоначалник кој е во кампања за нов мандат како што е Арбен Таравари, треба да дојде на средба со вас. При тоа не доаѓа сам, туку доаѓа со партијскиот лидер Зиедин Села. И во кое својство преговара Горан Минчев? Кој политички фактор е Горан Минчев? Учествува на избори? Официјално се појавува некаде? Па секојаш кој учествувал на избори во неговиот роден Бутел, го упел во СДСМ. Учествуваше во процес на рушење на Владо Бучковски. И најголемите напади Владо Бучковски ги имаше упатено токму на адреса на Горан Минчев. Сестрата на Горан Минчев е старосватица на свадбата или на регистрацијата на брачниот пар Бранко и Јасна Црвенковски. Тоа се фамилиарни врски. Главен оперативец, затоа го става да биде генерален секретар на СДСМ, кој Бранко Црвенковски одсутен од СДСМ во мандатот на Радмила Шекеринска. И сега сите шпекулации, нели кои беа шпекулации кои не сакавте да ги примите, кои не сакавте да прифатите дека таа операција керката на генералот се случуваше во СДСМ, сега имате корпус деликатес или корпус деликти што сега. Горан Минчев преговара со албанските политички партии. И никој не одговара што е предмет на разговорот. Зашто се договара, зашто се преговара. И тоа е суштината на овие избори. На овие избори сушност сите беа против СДСМ. Може би оправдано сите да бидете против СДСМ. Може би со право сте сите против СДСМ. Може би не сте задоволни од политиката на СДСМ, ја не сум задоволен од политиката на СДСМ. Па Венко Филипче со тоа што немаше неотповиклива оставка, сигурно им зема 20 или 30 илјади гласови на СДСМ. Како вие може да поднесете неотповиклива оставка? Па само прифаќањето на оставка ќе донесеше 10, 20 или 30 илјади гласови повеќе на контото на СДСМ. Па вие не можете да одите со мотор или дојдете на одмор во Грција кога има пожари во Република Македонија, кога ви гори Кочани во Република Македонија. Да се сликате на грчки плажи, како Зоран Заев и Венко Филипче, подосна се враќате. Тоа е недозволено, тоа не допушти, ова зачекат за 1,5 месец избори. Вие не можете да си дозволите таков луксус, вие не водите со 200.000 гласови разлика, подојдете да се сликате на грчките плажи, да уживате на грчките плажи, доека горат шуми, доека горат населби, горат села во Република Македонија. Значи може да дојдат спасувачи од Словенија, од Австрија, меѓутоа првите луѓе на македонската власт ќе уживат, ќе се прчат на грчките плажи. Или Мила Царовска. Па 2 години стенкат луѓето. Фамилии стенкат со мали деца под налетот на короната и таа реши да воведува електронски учебници. Па како паѓа Никола Груевски?
кога Никола Тодоров и екипата после Никола Тодоров влегоа да го реформират македонското образование. Најчувствителни се луѓето на децата. Може да ви простат се, меѓутоа се најмногу чувствителни на децата. Па средношколските протести се претходница на шарената револуција. И тие се поклопуваат со доаѓањето на Джес Бейли за амбасадор на Соединените американски држави во Република Македонија. Па со кој памет, освен ако не е намерно да се руши таа сопствената партија во години на пандемија, во години кога луѓето се на крајот на работ на својата издржливост, на своите нерви, ви воведува електронски учебници. Па не може ВМРО ДПМН толку да ја разори СДСМ, како што можат со одредено бахато, неодговорно однесување. Однесување кое не одговара на моментумот и на времето во кое се прават тие потези. Па направите електронски учебници по 2 години. Направите по 4 години. Кој ве тера во ек на пандемија со корона криза тоа да го правите? И гледате она стратегија на Венко Филипче, каде што сака да ја подели државата на црна и на бела, како не му успела и таму се враќа како бумеранг во лице. Имате луѓе кои не сака да се вакцинират, имате луѓе кои сака да се вакцинират. И се додека имате таква црна-бела поделба, се да сама печели на изборите. Но вас тука ви се јави една сива зона. Луѓе кои се прележани, кои имат имунитет и не сака да се вакцинират. Не дека се антиваксери. Не сака да се вакцинират бидејќи имат прележано, имат стекнато имунитет. И вие тие луѓе не можете да ги врзите дома, да ги заклучите дома, бидејќи од тие луѓе всушност работеа кафаните. Тие луѓе оставаа пари во кафаните. Овие што не сака да се вакцинират седат пред кооперации. Тие што се вакцинирале се плашат и седат дома. Овие луѓе што прележале имат имунитет, одеа по кафаните, оставаа пари во кафаните. И плюс кафаните со такво однесување ги ставате како ваш противник. Па кој може во исто време да се бори против здравство, против школство и против кафани? Така крахира СДСМ. Не Бранко, не Свети Бранко, ако не постоеше такво незадоволство внатре во СДСМ, немаше тоа да може да го искористи. Ке искористеше многу помалку. Значи, вие сте им дале можност и шанса тие да стават или да искористат све што можат да искористат. И на крај да ве кутнат. Да ве кутнат како што беше кутнато Тајсон Фјури, оној американскиот боксер во 11-та рунда во битката или во борбата за титула за светски шампион. И тоа нас не се случува на изборите. Затоа ние тие процеси не ги гледавме. Бидејќи тука конфликтот не беше помеѓу СДСМ и ВМРО ДПМН. Бидејќи ако имаше такво огромно незадоволство од СДСМ, ВМРО ДПМН имаше 400.000 гласови. Во Мовина 297.000 гласови. Даниела Арсовска води на изборите со 20.000 гласови помалце, отколку што имаше Коце Трајновски на изборите пред 4 години. На изборите пред 4 години кога ВМРО е декласирано, Коце Трајновски во првиот круг на локалните избори во град Скопје има 20.000 гласа повеќе отколку сега од Даниела Арсовска кој победува со 8.000 гласа во однос на Петри Шелегов. Ивица Кониски кој го смета на најдобрите градоначалници во ВМРО ДПМН, во општен наредом 2017 година губио Златко Марин со 400 гласа повеќе освоени во споредба со човекот кој се прошета 2:1 победи на изборите или 3:1 победи на изборите Тимчо Муцунски. Тоа значи дека не постоела таква огромно не постоела таква желба за промена на локалните избори кои боделе на конто на ВМРО ДПМН. Доја избори ВМРО ДПМН го има најлошиот резултат, а има една од најубедливите победи. И тоа е парадоксот на изборите, значи дека СДСМ не се завршил домашната задача. СДСМ направил лоша проценка. СДСМ има лоши анкети. Па не може вие да го ставате лидерот на партијата да оди во општина Газивова или на интервју на Алсатем телевизија и да вели дека во третата изборна единица СДСМ ќе победи 90-10 во трката за градоначалници. Значи некој на лидерот на партијата му ги сервирал тие информации. Кој му ги сервирал тие информации? Лажни ли биле тие информации? Дозволи ли шефот на изборен штаб да му се случи упат на структурата на Бранко Царенковски? Вие таму гласоите не отидоа на конто на ВМРО ДПМН. Имате 100, 200, 300 гласови повеќе или помалку на контото на ВМРО ДПМН. Нема големи некои турбуленции освен во Штип на контото на ВМРО ДПМН. И ајде да го земе градот Штип. Имате министер за транспорт и врски. Од трета изборна единица е кумот на министерот за транспорт и врски, шефот на изборниот штаб. Министерот за правда ви е зет, поранешната председателка на младите на СДСМ, Маринела Тушева е негова сопруга. И вие губите во Штип во првиот круг. Имате одличен кандидат. Значи некој не си ја завршил работата, кандидатот, шефот на изборниот штаб, партијата. Тука се грешките на СДСМ.
И сега ќе дојме до процесот на нормализација. Да ви објаснам што значи нормализација. И кога говорам нормализација, која е мојата поента и каква порака сакам да ви пратам. Да објаснам што сакам да кажам со тоа нормализација. Ние не живееме во еден совршен свет. Ние не живееме во свет кој функционира на фер принципи, кај што малите и големите се еднакви. Ниту биле еднакви, ниту ќе бидат еднакви. Дали тоа ќе биде униполарен, дали ќе биде биполарен свет, не е битно. Дали ќе биде триполарен свет, тоа е апсолутно небитно. Секога светот ќе функционира во интерес на големите, на мокните и на богатите. И вие можете тоа да го прифатите и да пробате да се наметнете во тој свет, да фатите подобра позиција во тој свет, да остварите или да добиете поголеми права и привилегии или одредени бенефити во тој свет, или да се изолирате од тој свет. Може да решите да живеете на Шар планина или на Осоговските планини, сами да копате, да саите компири, да саите граф, да немате интернет, да немате мобилни телефони, да немате телевизија и вие да се изолирате од светот. Но ако решите да припаѓате на тој свет, тогаш процесот на нормализација и процесот на политичка капитулација или на државна капитулација ви се две страни не на иста паричка. И вие не можете да направите резка граница каде е нормализацијата, а каде е капитулацијата. Што се случува на референдумот 1991 година? Република Македонија да биде независна држава со можност да стапи во сојуз со останатите југословенски републики. И ВМРО-ДПМН постојано го проблематизираше тој референдум. Кој беше ставот на ВМРО-ДПМН за тој референдум? Да нема референдум, туку независноста на Македонија да биде изгласана во македонскиот парламент по хрватскиот принцип, по хрватското сценарио. Затоа Хрватска од Бадентеровата комисија не добива зелено светло да биде независна држава, добиваат само Република Словенија и Република Македонија, бидејќи на референдум е изгласа својата независност на 8 септември 1991 година. Сега сите славите на 8 септември 1991 година, меѓутоа ВМРО-ДПМН Лјупчо Георгиевски, па погледнете ги интервјуата со Лјупчо Георгиевски. Вела дека ВМРО-ДПМН не верувал во македонските граѓани дека може да гласат на референдум за излагање од поранешна СФР Југославија. Што 1993 година поранешна југословенска со мали букви Република Македонија со големи букви? Нормализација или капитулација? Па до ден денес фиром пежоративно се доживува, се толкува од страна ВМРО-ДПМН и симпатизерите, гласачите и членовите на ВМРО-ДПМН. Ние станавме членки на Обединетите нации со таа поранешна во на мали букви и Република Македонија со големи букви. Што е тоа? Нормализација или капитулација? Што е времената спогодба со Република Грција? 1995 година, кога ние ги нормализираме односите со нашиот јужен сосед. Единствен сосед со кој ги имаме целосно нормализирано односите со Грција, вклучително со Преспанскиот договор. Ние ги немаме нормализирано односите со Србија. Српската православна црква не е призна македонската православна црква. Ги немаме нормализирано до крај односите со Република Албанија. Имавме тиранска платформа, каде што спонзор или као спонзор се јавуваше Еди Рама, имаше протести, купат во македонскиот парламент на 27 април. Ние ги немаме целосно нормализирано тие односи. Па има залагање од страна на председателот Илир Мета за формирање на албанска православна црква во Република Македонија и така натаму и така натаму. И ги немаме целосно нормализирано односите со Бугарија, гледате. Две вета се ставени за отпочнување на преговори на Република Македонија со Европската унија. Освен со Република Грција, ние со ниту еден од нашите соседи со Косово имавме упат на косовски структури во војната 2001 година. Од протекторатот на Обединетите нации Косово таа 2001 година имавме влез и упат на одредени структури, Косовски заштитен корпус и сите војни во текот на 2001 година се случува на границата помеѓу Република Македонија и Република Косово. Битката на кај Радоша беше на самата граница. Што е 93 година фиром? Нормализација или капитулација? Што е временна спогодба? Нормализација или капитулација? Што е рамковниот договор? Нормализација или капитулација? Па до ден денес ВМРО-ДПМН го проблематизира рамковниот договор. Левица го проблематизира рамковниот договор. Ако вие кажете нешто за рамковниот договор, тогаш вие прифаќате капитулација во Република Македонија. Што е територијалната организација? Нормализација или капитулација? Што е вклучувањето на УЧК во политичкиот процес на Република Македонија? Нормализација или капитулација? Војната 2001 година сме ја добиле или сме ја изгубиле? Како е потпишан рамковниот договор? Тоа е нормализација или капитулација? Преспанскиот договор, после кој стануваме членка на НАТО, е нормализација или капитулација?
Може ли да се дефинирате? Што ќе беше со Македонија ако не бевме членка на Обединетите нации? Па гледате што се случува со Косово. Ако било така лесно да се стане членка на Обединетите нации, ќе станеше и Косово. Па тие располагат и со пари, со многу пари, и со дипломатија, и со поддршка на најмокната држава во светот, Соединетите американски држави. Сите земји членки на Европската унија, освен 5 држави, прифаќаат Косово да биде членка на Обединетите нации. Па што не стани Косово членка на Обединетите нации, ако тоа е лесно? Се ќе имаме признавање на Косово од страна на Грција, тоа се процесите кои ќе се случат, па признавање од страна на Кипар, и една од двете држави, Романија или Словачка, ќе треба да го признае Косово. Спања ќе остане последна. Мислам дека Романија ќе го признае Косово, нема тоа да биде Словачка. Што се тие процеси? Капитулација или нормализација? Можевме ли без таа капитулација да станеме нормална држава? Членка на НАТО, членка на Обединетите нации, која ги регулира своите односи со своите соседи. Прито тоа не е заслуга на Заев, или заслуга само на Заев, кога вие речете нормализација, мислите и на Киро Глигоров, и на властите или на владите кои биле пред Зоран Заев. И како ние сега ќе дефинираме што е капитулација, што е нормализација? Кога јас се борам против тие договори, кога јас правам мисии против Преспанскиот договор, кога правам мисии против Рамковниот договор, јас не се борам да нема такви договори, јас се борам да има колку може подобро такви договори. Моите критики за Заев, за Црвенковски, за Глигоров, за Љупчо Ѓорѓевски биле зошто не се направени подобри договори. Тоа е работа на медиумите, на новинарите. Вие да ги притискате властите, вклучително и представниците на меѓународната заедница во Република Македонија. Македонија да обезбеди многу подобра стартна или преговарачка позиција. Меѓутоа, јас никогаш сум рекол дека такви договори не треба да има. Па ние ќе бевме изолирана држава. Па може ли да функционира изолирана држава? Па ајде станете го од гробот Јосип Броз Тито и направите држава која ќе зависи само од себе. Бијќи тоа кон тоа води. Ако сакате да сте изолирана држава, ако не ви чини ни еден од овие договори, бијќи тие не се договори за нормализација, туку се договори за капитулација, па немојте да ја прифаќате капитулацијата. Излезите и јасно и гласно кажете: ние сме против капитулација. Тоа не е нормализација, тоа е распродажба на македонските национални интереси. Поништете ги тие договори, дојте на власт и да видам каде ќе завршите вие и Република Македонија со вас. Тоа е процес на нормализација. При тоа, фронтмен на тој процес не е Зоран Заев. 30 години се спроведува процес на нормализација. 30 години се кршат табу теми. Се кршат или се голтат горчливи јапчиња. Горчливи кафења се пијат. За некој да ја нормализира државата. Некој помалку успешно, некој повеќе успешно. Каде е ВМРО ДПМН во сите овие процеси? Освен неволното потпишување на Љупчо Ѓорѓевски на Рамковниот договор, кажете ми еден процес каде што е вклучен ВМРО ДПМН во овие процеси. Освен Диснейленд на Никола Груевски што го правеше 11 години, што направи во 11 години Никола Груевски? Реши проблем со соседи. Реши проблеми со Европска унија. Стана Македонија членка на НАТО. Што направи? Па секој може да вели: јас не го давам името. Мислите дека е лесно да се даде име? Мислите дека е лесно да излезам пред камера да ви кажам што е нормализација? Мислите дека јас ги прифаќам тие договори? Па 100 пати ви кажав дека компромиси прават луѓе што може да го направат компромисот, да го сварат компромисот и да живеат со тој компромис. Затоа во американската дипломатија, американската политика во голем дел се вклучени војни лица, бидејќи имат јак нервен систем. Со помош на тој нервен систем може да направат компромис, да го сварат и да живеат со тој компромис. Како вие го замислувате компромисот? Ке излезите, ке поставите правила на однесување, ке поставите ваши барања, ке ви ги прифатат вашите барања. Па со што ке ги убедите бугарите? Со тенкови, со авиони, со војска? Имавме ние војна 2001 година, не ја добивме. Со што ќе ги убедите утре србите ако влезат пред нас во Европската унија? И ако го постат прашањето на црквата, гледате Хрватска сега што прави? Денес објавена веста на порталот Индекс и на Јутерни лист дека Хрватската академија на науки и уметности бара од владата на Пленковиќ да ја постави услов на Република Србија ако сака да стане членка на Европската унија да го признае хрватскиот јазик како посебен јазик. Ние секогаш велевме хрватско-српски или српско-хрватски јазик. Гледате како бугарскиот синдром, бугарскиот вирус сега се шири низ Европската унија. Да, таа Европска унија била секогаш некоректна кон Република Македонија. Во клучни моменти не пуштала низ вода.
Па ние 50-100 години плачеме дека немаме стратешки спонзор. И во моменти кога ќе треба да добиеме стратешки спонзор, замислите ние да бевме членки на Европската унија пред Бугарија, во рамки на поранешна СФР Југославија. Па ние ќе им поставувавме услови на Бугарија да го признаат македонското малцинство во Пиринска Македонија. Тоа е разликата кога вие сте во наводници нормални и седите на масата и кога сте ненормални седите под масата. Тоа е разликата помеѓу нормализација и капитулација. Ако тоа не го разбирате, ако тоа не можете да го проголтате, јас ве разбирам. Легитимно е и тоа. Но немојте да навредувате дека ако некој ви говори за нормализација, дека тој е многу радосен со таа нормализација. Не, само гледа понапред од вас. И гледа дека живееме во еден несовршен свет. И ние не можеме да го смениме светот. Но можеме да направиме се, да имаме подобро место за живење во тој свет. Тоа е разликата помеѓу нормализација и капитулација, бидејќи на крај на денот капитулацијата или неправењето капитулација ве води во изолација. Мала држава од типот на Македонија не може да живее во изолација, бидејќи ние не сме Северна Кореја, бидејќи ние не сме Куба. Можеме тоа да го правиме како некои делови на Молдова или на Молдавија, до тоа ќе треба да дојде руска чизма, руски газ и руски пари да функционираме. Може би и тоа е решение, но излезете на избори, кажете го, ако граѓаните гласаат за вас, тогаш тоа е одговорност на граѓаните, тогаш граѓаните има целата одговорност и целата судбина на државата земана во свој раци. И тоа е легитимно. Тогаш ќе речете, види ти ово што го кажеш за нормализација нема врска, трескаш глупости и тоа не требаше да се направи бидејќи ние капитулирахме државата. Еве сега вие дојдете на власт, немојте да капитулирате и направите Македонија најизолирана држава во Европа, па да видиме исти во овие граѓани кои сега викаат браво мајсторо, што ќе викаат за 1, 2 или 3 години. Сите политички математики, сите политички комбинаторики, што ќе се случува? Дали ВМРО ДПМН ќе бара предвремени избори? Дали ќе сака да спроведе модерна Енес Јанша да направи нова влада со прекомбинирање на парламентарното мнозинство? Дали Зоран Заев ќе остане на чело на влада? Дали ќе се прави некој нов сојуз за Македонија? Дали на Живко Мукетов можеби ќе му се прави политичка партија? Која ќе биде ролјата на Стојоца Пендаровски? Која ќе биде ролјата на Бранко Цренковски? Сите тие работи ние ќе ги анализираме во четврток во 20 часот. Вечерва ќе анализираме само едно прашање, бидејќи 23 октомври беше вчера. На сите кои го слават 23 октомври, кои го сметаат како државен празник, како битна дата во македонската историја, им го честитам празникот. Требаше тоа да го направам на почетокот, меѓутоа никош не е доцна на луѓе кои го слават и го празнуват тој празник, да им го честитам празникот, денот на македонската револуционерна борба. И ние ќе имаме преговори со Бугарија. И Христан Мицко себе ќе дојде на власт во Република Македонија и ќе треба да води преговори со Република Бугарија. Па пред 2 дена или пред 3 дена Ванчо Ѓоргиев си поднесе оставка на членство во комисијата за разговори и преговори, она историска комисија која треба да ги регулира сите отворено политички и историски прашања помеѓу Република Македонија и Република Бугарија. Па на тој начин се испраќа порака дека не сака да учествува во процес на преговори. Или ајде да речеме дека тоа го прават политикански причини. Гледате колку се крева летвичката. Ако Ванчо Ѓоргиев поднеси оставка помеѓу 2 изборни круга на локалните избори, во историската комисија, бидејќи притисоците биле големи или притисоците биле огромни од страна на власта да се прифатат одредени работи кои тој не сака да ги прифати, а ние видовме дека и овие преговори или ова последна рунда на разговори помеѓу Македонија и Бугарија завршиле неуспешно и дека немало ниту уцени дека притисоци, дека Министерството за надворешни работи се дистанцира и негира дека вршеле притисок да бидат прифатени одредени работи. Гледате како се крева летвичката и вие всушност правите да се просто невозможни разговорите и преговорите со Бугарија. Меѓутоа, еве да прифатиме дека Христан Мицковски ќе формира влада, без разлика на оставката на Ванчо Ѓоргиев, Христан Мицковски ќе води разговори или преговори со Бугарија за нормализација на односите. Знаете, ние спориме околу браќата Миладиновци, ние спориме околу царот Самуил и многу лесно ќе ги решиме браќата Миладиновци и царот Самуил. Ке смениме во учебници или нема нешто да напишеме или некој споменик ќе трниме, но што правиме со клучниот проблем или клучното прашање во преговорите со Бугарија? Чиво е ВМРО? Чиво е историското ВМРО? Од кого е формирано историското ВМРО? Каква е бугарската улога во формирањето на ВМРО? Посебно во возобновеното ВМРО после 1917, 18, 19 година. Во чии војски учествувале историските ВМРО комити
или команданти на ВМРО во Балканските војни? На бугарска страна. Чив генерал бил Александар Протогеров? На српската, грчката или на бугарската војска? Како ќе го делите ВМРО? Па ВМРО ќе биде главниот камен околу вратот на Македонија и на Бугарија. Како ќе биде поделено ВМРО? Сите овие припаѓаат на ВМРО. Биле членови, се тепале, се карале, се убивале, но биле членови на ВМРО. Што е ВМРО? Бугарско или македонско? Чиф е Ванчо Михајлов? Македонски или бугарски? Чиф е Тодор Александров? Па на Кичевскиот конгрес со континуитетот кој го прогласил Лјупчо Ѓорѓевски, кога Кичевскиот конгрес станува 11-ти конгрес, а не втор конгрес на ВМРО ДПМН, вие ги прифаќате сите темни петна на тоа историско ВМРО, каде што имате масовен уплив на бугарско влијание. Па тие луѓе или се школовани, или се стипендирани од екзархијата, или работеле за екзархијата, или работеле во бугарската армија. Еден огромен дел од нив. Па гледате, во излага Никола Тодоров пишува дека Јане Сандански бил управник на затвор во Дупница. И никој тоа не го негира. Никој тоа не го демантира. Како Христијан Мицкоски, како премиер на идната влада, ќе преговара со некој Бојко Борисов или некој нов Бојко Борисов? Ја би сакал да биде Каракачанов. Биќе, знаете, кој бил Каракачанов на едната страна и Христијан Мицкоски од другата страна, тоа би била една историска сатисфакција. Каде што двете ВМРО ќе преговарат. Каде што двете ВМРО ќе треба да се договарат. Што е ВМРО? Македонско или бугарско? Членството на ВМРО е македонско во еден огромен дел. Што биле раководителите на ВМРО, на историското ВМРО? На крај таа станува терористичка организација, каде што Ванчо Михајлов има смртна пресуда и од бугарската држава, а не може да се врати ни во Република Македонија, бидејќи тука е суден за одредени убиства. На крај секојаш ВМРО завршува во одреден тероризам, во одредена изолација, во одредена самоизолација, во одредена негација на се што постои. Па што не формираше ВМРО држава 1944 година? Го донесо Ванчо Михајлов тука, го натера да формира независна македонска држава. Што не формираше држава? Два дена ќе беа исцртани границите на таа независна македонска држава. Имавме на што да се повикаме. Немаше бугарите да не обвинуваат дека сме коминтерновска творба, дека сме творба на Јосип Брос Тито, дека тие не направиле држава, тие не направиле јазик, тие не направиле наш идентитет. И јас уживам во моментот кога Христијан Мицкоски ќе дојде на чело на владата, да ви кажам најискрено, и ќе треба да преговара со бугарите. И кога Каракачанов или некој друг од таа страна на бугарска делегација ќе му постави едно едноставно прашање: дали ја познавате историјата на партијата на чие чело се наоѓате? Бидејќи ако ја познавате историјата на партијата на чие чело се наоѓате, ќе треба да кажете каква била улогата на бугарската држава. Како се чувствувале најголем дел од војводите на ВМРО? Како се чувствувале во најголем дел раководителите на ВМРО? Еден ден бил Тодор Александров македонец и заглавил во глупи преговори со Русија, така го елиминира. Ванчо Михајлов умира како деклариран бугарин. Со македонски происход, но македонскиот происход тој го доживал како географски поим. Како вие ќе го решите прашањето на ВМРО? Све друго ќе решиме. ВМРО ќе остане. Искрен да бидам. Посакувам Христијан Мицкоски да дојде, знаете. 30 години тие луѓе се надвор од процесите. Не им чини референдум, не им чини ФИРОМ, не им чини времена спогодба, не им чини рамковен договор, не им чини територијална организација, не им чини преспански договор, не им чинат преговори со Бугарија. Добро, сега ќе дојдете на власт, сега вие кажете дека не сака да се договорите со Бугарија. Или ќе во остави некој да садите трендафили, доека тој го решава проблемот со името. Па треба да е глуп Зоран Заев да остане на чело на влада, доека вие садите трендафили во аеродром, во кисела вода, во бутел, трошите општински пари, некој друг ќе ви ги решава проблемите. И мислите дека ако дојди, тоа нели е сценариото сега на овие големи експерти, Калето сега направило сценарио, ќе го турни СДСМ, ќе го донеси ВМРО ДПМН на власт. Па двете сценарија на Калето кога го носи ВМРО ДПМН на власт завршува со војната 2001 година и завршува со шарена револуција. 11 години Груевски ги лаеше дека ќе смени името, па ние бомбите ги слушаме, разговорите со Антонио Милошевски, дали е Горна пред или после Република. Дали е Горна Република Македонија или Република Горна Македонија.
И мислите дека на Мицкоски ќе му дадат 11 години да ги лаже, да прави Дизниленд у Скопје, а да не решава ниту едно клучно прашање? Не. Има да го решава веднаш. Затоа јас посакувам одма да формираат влада. И не мора на избори да има одма парламентарно мнозинство. Прито не треба да ги спречувате, дајте им 3 пратеника да го формираат тоа мнозинство. Да влезат у преговори со Бугарија. Па нели Јордан Орце Камчев со овој булдожер Фигел и се захани на Република Македонија. Тоа го пишат порталите која создава таа една општествена хистерија дека дипломатскиот булдожер Фигел дошол и на средба со македонската власт им рекла: ако не го ослободите, ако не прекини теророт за Јордан Орце Камчев, Македонија нема да добие датум за преговори. Па ако може дипломатот Фигел да се договори со Јордан Орце Камчев или со луѓе на Јордан Орце Камчев, тога зошто да не бил договорен Каракачанов, Захариева, Бојко Борисов или целата таа екипа на Бојко Борисов. Ако некој располага со авиони, камиони, возови и така натаму, да може да има влијание врз евробулдожерот Фигел, зашто да нема влијание врз Бугарија? И ако некој ставил вето од бугарска страна за ослободување на Јордан Орце Камчев, ќе го ослободи ли Христијан Мицкоски Јордан Орце Камчев? Ќе го ослободи ли Саша Мелков? Ќе ги ослободи ли браќата кои лежат во затворите за 27 април? Па тоа ќе треба да го направи првите 6 месеци. Па маршови им организираш. Протести организираш. Нели ова хунта и режим заробена држава? Еве дојдете на власт. Дајте им 3 пратеника да дојат на власт. Немојте да останувате по секоја цена на власт. Оставете го човекот. Да видиме како ќе ги реши проблемите. Треба да го ослободи Јордан Орце Камчев. Треба да го ослободи Сашо Мјалков. Треба да види што ќе прави со Никола Груевски ако Виктор Орбан изгуби во Унгарија. Па вие е лесно да бидете министар за опозиција. Ајде, станете премиер, па да видам како ќе ги решите тие работи. И јас на вистина посакувам, постоје локални избори, кај што ВМРО-ДПМН не победи во првиот круг и по 6-ти пат им честитам на победата да дојдат на власт. И целото ова членство кое смета дека Преспански договор, времена спогодба, рамковен договор, капитулација, ајде сега да не спаси од таа тешка капитулација и ние да бидеме држава која не капитулирала овие 30 години. Јас ве охрабрувам да не спасите од сите форми на капитулација. И ние ќе ве гласаме во наредни 50 години само да не спасите од тие тешки форми на капитулација, да бидеме една држава која на светот им рекла не. Дали тоа го збори Пасиев, тоа го зборите вие, тоа ми го пишувате на социјални мрежи. Бе, Васе, што значи нормализација? Еве, дојте на власт, па покажете што значи нормализација. Ве охрабрувам да направите мнозинство, да бидете власт во Република Македонија. Немојте само да ми садите трендафи или ружи по општините кај што се победиле. Еднаш мора да ја преземете одговорноста. Нели Никола Груевски го кажал Титовото не на американската администрација 2011 година, па зошто го однеле на средби со Хилари Клинтон и со Џо Бајден, ако претходно немал кажано да? Па вас не ве носа тамо да разговарате ако претходно не сте дале сигнали. Каде заврши Филип Рикер да биде конзул во Милано, бидејќи имаше дадено сигнали дека Никола Груевски ќе го решава проблемот со името? Па еве како завршуваат тие американски сценарија во однос на ВМРО-ДПМН. Војна 2001, шарена револуција. Мислите дека трет пат ќе се случи нешто друго? Не. Па ако една се случило, како ви кажавме на тата емисија, тога се малите шанси да не се случи втор пат. А ако се случило 2 пати, тога се 0% шансите да не се случи трет пат. Тоа е амалгам на таа партија, тоа е код на таа партија. Тие не може да избегат од својата природа. Ако 2 пати тоа се случило, ќе се случи трет пат. Затоа да ја завршиме нашата анализа. Јас посакувам Христијан Мицкоски да стане премиер на македонската влада. И тогаш ќе се изведам, ќе речем дека Христијан Мицкоски стана премиер и дека не се точно моите анализи дека никош не може да стане премиер или дека не може да победи на изборите. Еве сум сгрешил во анализите. Еве јас сум неверодостоен нели во моите анализи. И прито јас повторно велам, 50 пати да победи за мене е лош политичар. Но овие избори победи со најлош резултат во историјата на ВМРО-ДПМН. Се случи операција Керката на генералот и беше драматично намален рейтингот на СДСМ. Плюс Мила Царовска, плюс Бенко Филипчев, плюс одредени недугавости, глупости кои ги има направено, лоша работа на терен. Пазите, вие имате голем комбинат во Централна Македонија, на 5 дена пред локалните избори, вие вработувате 20 члена на ВМРО-ДПМН. Бидејќи некој направил политичка проценка дека неговите членови и симпатизери му се сигурни и вие треба да вработите 20 членови на ВМРО-ДПМН. Па со која логика одите на избори?
Па жената не ви е мајка, па да може да ве толерира. Па и вашето членство не ви е мајка, да може да ве трпи, да ве толерира. Тие гласа за вас, трча за вас, да имат одредени бенефиции, привилегии. Па што ќе ви направи сопругата ако ја занемарите? Ако имате швалерка, ако не излегувате со неја, ако не ја купите нешто, ако не ја покажете внимание, па ќе фати швалер. Па то сега ви се случи. Тоа ваше невнимание го искористи Бранко Цренковски и ви спроведе операција Керката на генералот. И ве растури, бидејќи немаше ниту една друга шанса. На 3 локални избори се завршуват политички кариери. Гледате, најлесно се завршуват на локални избори. Никола Груевски паѓа 2017 година по локални избори. Бранко Цренковски паѓа 2013 по локални избори. Неговата суета не може тоа да го поднесе и ги чека локалните, не парламентарни, не председателски, чека локалните избори да може да се ревансира политички. И вас тоа ви се случи. Тоа е суштината на изборите. Честито на ВМРО да помане. Чист како солза е нивниот изборен резултат. Пола збор не можам да кажам за резултатот на ВМРО да помане. Све што им стоеше на располагање го искористија. Сите можности, сите опции, сите права, привилегии и така натаму. Се што им стоеше на располагање го искористија. За разлика од СДСМ, кој не игра кошарка како Владо Бучковски 2006 година, но направија се да бидат искористени нивните грешки и да доживеат вистински карамбол на локалните избори. Ова е емисијата во Центар, јас сум Васко Ефтов, почитани гледачи. Ако ви се допадне емисијата Ново дружење четврток 22 часот, ова се моите погледи, ова се моите анализи. Јас вака размислувам. Ако ви се допаѓа ова, ќе ме гледате во четврток. Ако не ви се допаѓа, имате милион други програми. Меѓутоа јас ви благодарам за сите кои доаѓате и гледате емисијата. За сите кои ме критикуват и за сите кои ме фалат. За тие што ме навредуват, не гледам зошто би комуницирале. Бидејќи размена на информации не е основа некого да навредувате. Тоа може секоја будала да го прави. Нормални цивилизирани луѓе разменуваат мислење, не разменуваат навреди. Не може да се скриете за лажни профили, за дражни или разни имиња и да дојдете некого да навредувате. Бидејќи тоа не е основа за нормализација на една држава. Ние можеме различно да размислуваме, различни работи да сакаме, за различни клубови да навиваме, во различни градови да живееме, различни нешта да сакаме, а сепак да можеме нормално да комуницираме и нормално да живееме. Тоа е процес на нормализација. До четврток 22 часот, пријатно вечер Македонија, каде и да си.